Ротираме ние во студиото во зависност од бројот на гости кои го имаме, овие ковид услови тоа ни го налагаат, а со тебе денеска ќе разговараме за составувањето нова влада во Црна Гора, а подоцна и за повлекувањето на Трамп, но да почнеме од регионот. Што се случува денеска во Црна Гора? Во Црна Гора денеска мандатарот на новата црногорска влада Здравко Капич треба да го представи конечниот предлог за состав на 42-та влада на Црна Гора. Како што се наведува барем според соопштенијата, официјални конференцијата ќе се одржи напладне во Подгорица, а Криво Капич претходно најави дека програмот и предлогот за состав на новата влада ќе го достави и до собранието до 27 ноември, а седмицата на која пратениците ќе се изјаснат за неја закажана за 2 декември. Практично оваа влада ќе биде прва по месечини 30 години владење на Мило Ѓукановиќ, каде што ќе биде во опозиција, значи ја чека еден тежок период бидејќи треба првин да се справи со председателот Мило Ѓукановиќ и неговата партија, која тесно ја победи, ќе потенцирам, за малку гласови ја победи на последните парламентарни избори, па оттаму и црногорците очигледно се поделени на пола-пола, што дополнителни проблеми ќе му составуваат. Она што е исто така голем предизвик за Црна Гора се пред се овие ковид услови, да има висок број на заразени и починати во однос на бројот на жителите, па оттаму заедно и со останатите држави од регионот и светот ја чека голем предизвик. Она што медиумите во Црна Гора го пишуваат од утринава, а се однесува на неговиот владин кабинет, е скандалот како што велат медиумите дека Криво Капич за министр на финансии поставил човек кој му е иден зет, па така на некој начин министерот за финансии Милојко Спајче во врска со неговата ќерка, па оттаму медиумите, односно оние медиуми кои се блиски до Мило Ѓукановиќ, сметаат дека се работи за голем скандал и непотизам. Ќе видиме, Кристина, наредниот период како владин кабинет ќе има и каква ќе биде програмата на новата црногорска влада. Дали ќе има можеби дисонантни тонови во политиката и внатрешна и надворешна во однос на актуелниот председател Мило Ѓукановиќ, ќе подсетам, Ѓукановиќ има голем авторитет, има долгогодишно искуство и долгогодишно владење со Црна Гора, па оттаму ми се чини дека малата Црна Гора ќе има повеќе од политичари од што има жители. Така, Дејан, следува и темата за Соединетите Американски држави. Трамп најави повлекување од Белата куќа. Да, се чини дека и покрај она очекување, она реторика на Доналд Трамп, кој не ги признава изборите, кој не признава дека ги загубил, кој најавува дека нема да се замине од Белата куќа, дури имавме информации дека е подготвен тајната служба на 20 јануари, кога ќе биде инаугурација на новиот председател, дури беше подготвен, најавуваше дека ќе чека да го отстранат на сила. Очигледно, како што се доближува оној изборниот рок за трансфер на власта, тој неделава почна да попушта. Имено во понеделникот, значи пред 3 дена, првата изјава му беше дека му дал на својот тим наредба да почне да ги спроведува протоколите за трансфер на администрацијата во Белата куќа, односно тие да ја напуштаат, а полека идниот кабинет на идната администрација на Џозеф Бајден да почне полека да ги презема одговорностите. Ова што е сега ново и најново, и затоа и сакав да ја анализираме неговата најава дека доколку електронскиот колегиум на 14 декември, односно изборниот колеж на електронскиот колегиум утврди дека Бајден е победник, тој мирно ќе ја напушти Белата куќа, односно како што е она предвидено традиционално на 20 јануари, кога ќе стапи на сила, ќе биде инаугуриран идниот председател Џозеф Бајден. Сепак Трамп и натаму одбива да го признае поразот и да му е честита победата на Џозеф Бајден. Во меѓувреме, она што ми е интересно и мене, верувам и на гледачите, а можеби не ја чуле веста, е тоа дека тој изминативе 2 дена Бајден, Трамп почна да ги амнестира полека неговите соработници кои во почетокот на неговиот мандат беа обвинети и разрешени од функциите. Се работи за генералот Флин, кој му беше советник за национална безбедност и кој поради наводно вмешаност на руско влијание во политиката на САД беше обвинет и разрешен и кривично гонет. Сега тој почнува полека да им дава амнестија на сите своји блиски соработници, купно тројца кои беа отстранети од почетокот на неговиот мандат. И она што можеби и ти ке се согласи што мене е малку, барем мене ми е
чудно е што тој најавува дека во наредните 2 недели ќе биде пуштена во оптек вакцината против COVID-19. Ние сме сведоци дека има неколку варијанти на тие ковиди, некои вакцини руска, кинеска, британска, па сега и американска. Трамп се чини дека пред крајот на мандатот сака да ја пушти во употреба таа вакцина. Немаме детали каква е, колку е проверена, но најави само дека први што ќе прима таа вакцина се оние категории на граѓани кои обавуваат сериозни безбедносни функции, како што се војската, полицијата и потоа у вториот дел оние кои се хронични болни. Ќе видиме дали Трамп може би сака да го заврши својот мандат претседателски, епохално дека токму тој како американски претседател ја пуштил конечно вакцината, долго очекуваната вакцина против коронавирус. Така е, Дејан, се тестираат неколку вакцини од неколку држави. Ќе видиме на крајот што се ќе биде одобрено од Светската здравствена организација и што се ќе биде доставено до останатите држави. Ти благодарам за ова вклучување.